Почитуван председателе на Република Северна Македонија, градоначалничка на Скопје, екселенции, домаќини, создавачи на дигнитетот на ИЗИС, ве поздравувам во оваа прилика. Секој повод поврзан со одбележувањето на трагичниот настан во новата историја на Скопје буди измешани емоции, голема болка, восхит и гордост, затоа што Скопје беше и еден од многуте и единствен меѓу сите. Скопје е наше за секогаш. Во само една реченица, нашиот Димитар Солев искажал се. Скопје е нашиот идентитет. Тоа е белег што не се брише. И токму тоа чувство во тој кобен ден ги мотивираше луѓето да направат подвизи, да се вложат за да ги спасат другите и да изградат нова, уште подобра иднина. Тоа се денови и години кога човечката способност за организација и целосна мобилизација на сите ресурси покажа дека човечноста и разумот се најголемата непобедива сила. Дека има времења во кои императив е опстанокот и напредокот и тогаш секое безпоштедно себе давање не е жртва, туку тогаш се раѓаат хероите на тоа време. Од тука чувството на гордост. Таа 63-та, светот се крена на нозе. Скопје е потврда за светската солидарност покажана на дело. 26 јули беше предизвик за меѓународната експертска јавност да се вклучи во обновата. Основањето на ИЗИС со поддршка на УНЕСКО беше гаранција дека Скопје ќе се гради на нови, сигурни темели со почитување на највисоките стандарди. Се изградија домашни експерти, кои институцијата издигна на светско ниво и целосно се вградија во периодот на интензивна модернизација на државата. Многу се измолози, хидролози, урбанисти, архитекти од целиот свет учествуваа во обновата на Скопје. Тоа не се заборава, тука се да не подсетат улиците Хелсиншка, Каирска, Осло, училиштето Песталоци, универзалната сала и уште многу други сведоци на денот што не рани, ама не направи многу посилни, подобри, отворени кон светот и за светот. Современиците на Скопје од тоа време ни оставија во наследство град што има потенцијал да се развива во модерен, функционален, урбан центар. Град кој можеше да биде пример во светот. И е пример за тоа како треба, како не треба и како мора да продолжиме. Одговорноста за нашите животи, за просторот, за условите во кои живееме, за отпорноста кон новите предизвици, кои ќе бидат изразени заради брзиот развој, растењето на градовите, климатските промени, е само наша. Во оваа прилика сакам да упатам и посебна благодарност до господинот Армен Григоријан, постојаниот представник на UNDP, што ја прифати иницијативата и ја презеде одговорноста за координација на овој и многуте други настани по овој повод. Исто како и пред 60 години, кога Генералното собрание на Обединетите нации едногласно ја усвои резолуцијата за давање помош за реконструкција на тогаш целосно разурнатото Скопје. Затоа Скопје е наше, но и на светот. Затоа што ние и доброто и лошото сакаме да го споделуваме. За пријатели да ги имаме прогресивните и визионерите и наместо страф и болка да славиме нови победи.
Денес сочувствуваме, но благодарение на многуте имени и безимени херои од тоа време имаме на што да бидеме горди. Ни оставија наследство кое не може да се купи, ниту да се продаде, затоа што е безценето. Наша обврска е да го почитуваме и да го негуваме. Ви благодарам.